Мала е можноста Белчишката котлина да го прикрие видикот на патник намерник према било кое село, се може би према Сошани, кое се отвора за посматрање само од западната страна на делот откаде започнува бескрајното поле, равница која секогаш била искористена за ораници. Токму таа широчина своевремено представувала чифлик, низ кој се векови наназад се менувале газдинства, ама и работната сила која, поменувајќи го работниот век на чифликот, најчесто изразувале желба да останат во подневието до крајот на животот. Прибрани со своите домови на крајот од источниот делот, полето или на почетокот од заделот, се чини дека го формирале денешното село Сошани. Меѓутоа, историската слика на Сошани е различна и богата. Уште во турскиот дефтер од 1583 година се спомнува Мездра Сошани, што би рекле Старо Сошани, како населба која броела над 90 домаќинства, а била лоцирана во средишниот дел од заделот, 1 километар источно од денешната населба. Почестени со Господов благодет за просторот проширениот задел, старите сошанци раскажуваат за постоење на стари зидини од куќи и духовни објекти, кои ги има на 4 страни од светот. Така дознавме за локалитетот Манастириште или Калуѓерец, како знаат да го наречат. Раскажуваа за богатиот манастир посветен на Свети Никола, кој бил лоциран во местноста Дуњи. Долго време се им почита према светото место, не можеле ништо повеќе да сторат, најповеќе од причина што биле врзани за сопствената судбина на преживување, држајќи чекор со духовноста како составен елемент од нивниот начин на живење. Тие токму на местото од денешното Сошани изградиле храм посветен на Свети Илија, навистина вовлечен во спомнатиот задел, кој укажува на блискот со старите духовни навики, ама повеќе од тоа, изграден е во далечниот 17 век, каде е одлучиле на истото место да ја положат вечната почивка на собствените предци. Начинно надградба со изразен крст од источната страна ги одава Сошанци како стари духовници со невидено духовно искуство и традиција, кои во повеќе наврати ќе ги чини единствени во своето поднебие. Иако по начинот на сликање се смета дека иконографијата ја работеле видни мајстори од 19 век, прешалникот, што било насликано во претходните 2 века, ќе остане тајна. На луѓе на кои духовност им е во крвта, не мируваат. Сошанци на 14 септември 2008 година одлучија да дзирнат во старите темели на некогашната црква посветена на Свети Никола во местноста Дуњи и одлучија по кој знае кој пат да го вдомат светецот. Додатна сатисфакција им беше изненадното откритие на камен во старите темели со потекло од 6 век. Со оглед на свежите временски трагови од делувањето на Римското царство во тогашна Македонија Прима, Сошанци идоа на духовна вредност која со право и надоврзаа временски континуитет како дел од навиките на овдешните жители. Фотографијата од моментот на откривање не го крие задоволството на духовниците кои подоцна ќе ги воведе во проектот на возобновување на храмот. Кажано сторено, на старите темели од црквата Свети Никола, Сошанци поставија нови кои постанаа дури благословени со осветување, односно со присуство на неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кически господин Тимотеј.
Момент кога заделот на Сошани ја измени сопствената слика. Сега веќе покрај ново возобновениот храм Свети Никола никнаа пропратни црковни објекти. Беше донесена вода за пиење, теренот беше расчистен и проширен, беа изградени агли за престој на верници и викендаши, а беше вложен труд и за електрификација на комплексот. Приодниот пат недолг секогаш е подготвен за користење и на лесни возила, а за случај на изненадна посета на верници, дел од просторот е прилагоден како паркиралиште. Невидена хармонија од запазување на традиционалното до современите животни текови. Сошанци токму тоа сакаат да го изразат, да се достојни на навиките со корени од 6 век, ама и да ја задоволат потребата на современите верници, кои на крајот од краиштата ќе посакаат и освежителен пиелог, додека си на овој простор, студена и единствена по вкус изворска вода, ама и спасение од светецот, за нив секогаш животен ангел чувар. И ете, заживеа заделот Сошански. Огромен простор од Господ даруван за таа намена, денес прв ден од легендарниот август, Свети Никола е подготвен со чинот на осветување да се вброи во множеството на безброј храмови како дел од Македонската православна црква. Повторно со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, Свети Никола се воздигнува како во старите времена. Сошанскиот задел или корија од овој момент постанува вистинска духовна атракција, а често и потреба, особено за сошанци. Тие чувствуваат и знаат дека се наследници на духовната традиција стара 15 века и сакаат да го одржат континуитетот на почит према Свеишниот. Не од повеќе ако ве подсетиме дека вербата им значи многу, особено ако за пример го земеме верувањето во животно. Тие желката ја сметеле за света, па дури откога ќе ја видат, на незиниот грб палеле свеќи. Ако желката била во движење, особено за време на жетвата, дел од житните соп сноп ја биле запалени, што би значило дека делот си го зема Света Марена, а незапалениот дел останувал за селаните. Така и се обраќале. Пали остај Света Марена. Интересен е податокот дека овој обичај забележан е во селото Палигринце, гостиварско и никаде повеќе. Врската помеѓу селата и обичајот до денешен ден не е расветлена. Моментот на посета на селото Сошани малку дозволи да дојдеме до нови традиционални сознанија кои ќе допрат до духовните навики на жителите. Најнапред поради големиот прилив на верници за чинот на осветување на црквата Свети Никола, ама и поради желбата да се престојува во ова прекрасно поднебје, каде покрај полнењето со духовна енергија, верниците посакаа да се забавуваат. Организаторите на собирот водеа сметка ниту еден намерник да не остане непослужен со пиелок и храна, елемент кој беше зацртан во реализацијата на заедничкиот црковен ручек. Забавната програма ја дополнија игрите од културно-уметнички друштва и еминентни представници на македонската естрада. Сошани го доживеа денот кога сите чеда, каде и да беа по светот, најпосле се вратија. Им се врати и голем дел на пријатели од соседството, каде низ дружбата од еден ден добија впечаток дека Сошани постои и тоа со сета она срдечност и гостопримливост.
Најпосле, сите тие беа сведоци на чинот на враќање дома на сите сошанци. Тоа го прави духовноста, вербата во обстојот и незаборавот, носталгичноста за родниот праг и думата која ќе пренесат на младата генерација дека е многу важно, дури и поносно да се зборува за потекло на собствените гени. Всушност, целта на овој запис е токму тоа, ни светиот чин осветување на возобновениот храм Свети Никола, да ја почувствувате духовната енергија на еден народ кој со векови обстојувал на ветрометот од разни општествени притисоци. Го следиме денот континуирано. Како оној што осветува и оние што се осветуваат, сите се од еден, и затоа не се срамува да ги нарече браќа велејки, ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои насред црква, ќе те воспеам, и пак јас ќе се надевам на него, и одново ете ме мене и децата мои што ми ги даде Бог, а бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и он зеде еднакво учество во тоата преку смртта да го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што страх пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Христе, со Тебе се весели Твојата црква пеки, Ти си моја крепост, Господи. Земјата, откако ја помаза неја, денес со елејот на радоста Твоја. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благословен си Христе Боже наш, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Ти кој што си ја создал на камен Твојата црква преблаги, во неа утврди ги нашите моленија и прими ги луѓето кои што ти извикуваат со вера. Спаси не, Боже наш, спаси не. А се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Подигнете се порти горништата своји, подигнете ги порти горништата своји. И ќе влезе царот на слава. Кој е тој цар на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна.
Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Твој е цар на Господ славата. крепкиот и силниот, Господ силен во војна, тој е цар на славата. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Твој е цар на славата. Господ крепкиот, силниот, Господ силен во војна, тој е царот на славата. Како што си ја покажа убавината на небесниот свод. Македонска православна црква, Деборско-Кичевска православна епархија, број 366, 1 август 2010 година, Охрид, Повелба. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ние, Тимотеј, митрополит Деборско-Кичевски, денес на 1 август, 19 јули по стариот стил 2010 година, на празникот на преподобна Макрина и преподобен Диј, извршивме осветување на црквата посветена на Свети Никола Мирликиски во село Сошани, општина Дебарца. Чинот на осветувањето се извршува во годината кога поглавар на Македонската православна црква е негово блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, председател на Република Македонија е господин Ѓорѓе Иванов, градоначалник на општина Дебарца е Љупчо Којчиновски, а парохиски свештеник е Тимко Димовски. Црквата започна да се гради во 2008 година, а се изгради по иницијатива и доброволни прилози на црковниот одбор и верниците од село Сошани. Иконостасот го изработи Стојковски Бошко од Охрид. Иконите на иконостасот и фреско-живописот се дело на Тони Мицов од Охрид. Митрополит Деборско-Кичевски Тимотеј своерачно. Погрешно мислиш што да кажеш. Mnoga je leta, 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 mnoga je патишта и свет во сите своји дела. Близу е Господ до сите кои го призиваат, до сите кои вистински го призиваат. Он им ја исполнува желбата на оние кои се бојат од Него. Ги услишува молитвите нивни и ги спасува. Господ ги пази сите кои ги сакаат, а сите грешници ќе ги истреби. Устата моја ќе искаже похвалата на Господа. Секое тело нека го благословува Неговото име свето, сега секогаш и во сите векови. Амин. Устата моја ќе искаже похвалата на Господа, секое тело нека го благословува Неговото име свето, сега секогаш и во сите векови. Оние ми исполнува желбата на оние кои се бојат од Него, ги услишува молитвите нивни и ги спасува. Господ ги пази сите кои го сакаат, а сите грешници ќе ги истреби. Устата моја ќе каже похвала на Господа, секое тело нека го благословува Неговото свето име, сега и секогаш и во сите векови. Каде што ќе ги положи при лињата свој и јас при олтарите Твој, Господи, на силите Царо мој и Боже мој. Блажени се оние кои живеат во домот Твој и постојано те фалат. Блажен е оној човек кој знаш што те бара кај Тебе, во чие срце се патиштата Твои. Преминувајќи ја долината на плачот, тие наоѓаат извори гонија и дожд ја покрива со благослови. Господи, отвори ја устата моја и устата моја ќе ја објави похвалата Твоја. Оти да сакаш жртва, ја ќе ти ја принесе, но се палениците не ги сакаш. Жртва пред Бога е смирен дух, срце понизно и смирено, Ти, Боже, не фрлуваш. Господи, направи му добро на Сион, според благоволението Свое, воздигни ги зидовите Ерусалимски. Тогаш ќе ти бидат увани жртвите на правдата
поднесувањата и жртвите се паленици, тогаш на твојот олтар ти пренесуваат телци. Мир да се помолиме на Господа. Господи, Помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Славна Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. Тебе, Господи. Велико Него покажа како светиње на светите, зашто ние кои што стоиме пред Него, како предскачкаш престолното царство да ти слушиме, Тебе на осудене, вознесувајќи молби за нас и за сите луѓе, и да ги принесуваме бескрвна жртва на Твојата добрина за простување на болните и неволни греови, за исправување на животот, за утврдување на доброто однесување, за исполнување на секве правда, зашто се благослови Твоето пресвето име, на Отецот, Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Господи, помилуј. Мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Целиот свет за благосостојба на светите Божји цркви и за соединување на сите да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј и за делата на рацете негови и за тие кои што се со него свештеници и ѓакони да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава на светата животворна и неразделна Троица, постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава на светата животворна и неразделна Троица, постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава на светата животворна и неразделна Троица, постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Нека свети постојано пред престолот на Всевишниот Господ и Свети Никола нека се моли за здравје, верите и секое добро на секоја христијанска душа, пред се за оние кои се потрудиле да го направат овој свет храм. Драги браќи и сестри, во денешното свето Евангелие, што го слушнаме за време на светата литургија, чувме многу значени и корисни зборови. Овие зборови се поучни за нашиот живот. Тие повторуваат непоколебивата вистина, а тоа е дека искрената молитва и вистинскиот душевен пост, кои се темелат на црстата и постојаната вера,
имаат голема сила да прават чуда и да го поправат нарушеното телесно и душевно здравје. Силата на молитвата е посилна ако е здружена со постот. Затоа ни сведочи евангелистот Матеј. Еден несреќен родител го доведува својот болен син, кој со години бил измачуван од нечист дух, како и многу пати за време на проповедта Христос, бил обколуван со многу народ кои сакале да се доближат до него. Овој пак несреќен родител со болното чедо и покрај тоа што имал голема и силна волја да се доближи до Христа, не може лесно да пристапи. Заради тоа се обратил до следбениците на Христа, до светите апостоли и ги замолил тие да го излекуваат неговиот болен син. Тие се обиделе апостолите, но не успееле да го излекуваат. Така несретниот родител со тешка мака се доближил до Господа Христа и го молел велејќи: Господи, смилувај се на мојот син, зашто при нов месец го фаќа без и се мачи многу, често пати паѓа во оген и често во вода. Го одведо при твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. А Господ, кој има власт над се, му рекол на лошиот дух. И му нареди Господ Исус на бесот и тој излезе од момчето и тоа оздраве во тој час. При ова прилика Господ искажа една непобитна вистина. Овој пак род се истерува само со молитва и пост. Значи, драги браќи и сестри, молитвата и постот се радикални средства за борба против сите лоши духови. Тој е исправан лек за душевно и телесно оздравување. Постот придонесува за зачувување на човековото здравје, додека пак прекумерното јадење и пиењето не предаваат нас во робство на разни пороци и страсти кои го уништуваат и телото и душата. Кога човек започне да му угодува на своето тело, од неговото срце исчезнува љубовта кон Бога и кон се што е свето и возвишено. Умот се помрачува и со тоа ја губи способноста за правилно да расудува. Таквиот човек не владее со себе. Над него не почнува да владеат демонските сили и го вовлекуваат од еден порок во друг, од еден мал грев во поголем грев, додека него извалкаат во многу греови, а со тоа го доведуваат и неговото душевно и телесно здравје до работ на пропаста. На друга страна пак постот ја засилува во срцето на луѓето љубовта кон Бога, кон луѓето и кон се што е добро, свето, благородно и возвишено. Постот го засилува и просветнува човечкиот разум, ја разбудува заспаната совест и му го враќа на болниот и изгубеното телесно здравје. Морално паднатите ги подига од калта, ги измија нивните души од греовните нечистоти и ги облекува во чиста и светла облека, сошиена од вистина и почит, правда и чистота, смирение, благопознание и човеколюбие. Горделивите луѓе ги прави кротки и смирени, порочните ги преобразува во непорочни, грешниците во праведници, од срцата на скараните и окупирани од нечистите духови ги изгонува лошите духови и го всадува Духот Свети, кој од сега ја презема улогата на водител на очистениот човек и го води по патот на благочестието. На крилата од постот нашата молитва се издигнува од земја кон небото, лесно ги се пробива преку пустите облаци и достигнува пред престолот на Севишниот Господ Бог. Молитвата заедно со постот е силно оружје и радикално средство за борба против лошите духови и секое друго зло. Борете се со тоа оружје и ќе го победите секое друго зло. Од историјата на Светата православна црква, драги браќи и сестри, знаеме дека имало многу луѓе кои со во нивните животи многу грешеле и живееле расипнички живот. Но преку постот и молитвата тие ги победиле страстите во себе, се издигнале
многу високо и се удостоиле со светост. Класичен пример за тоа е света Марија Египетска. Од незиното житие знаеме дека таа живеела многу неморален и блуден живот. Патувала од место на место, се со цел да ги задоволува незините ниски страсти. Така еднаш упатила со брод од Цариград, се вели, за Ерусалим, за да ги соблазнува патниците и поклониците кои оделе на гробот Христов. Но кога сакала да влезе во црквата на Христовото воскресение, сила Божја ја попречила и таа тогаш сватила дека животот не се состои од задоволување на ниските чувства и страсти, туку животот е да се удостои за вечен живот во Господа Бога. После тој пример се повлекува во Јорданската пустина, каде го поминала остатокот од својот живот, 48 години живеела во пост и молитва, и уште додека била жива, таа била облагодетена и уште за време на својот живот се удостоила да биде светителка. И ние, драги браќи и сестри, да се угледаме на денешното свето Евангелие, кое не поучува дека со постот и молитвата треба да го исполниме нашиот полоземен живот, со правење на добри дела, за да можеме полесно да ги совладаме сите искушенија во овој свет и да се удостоиме за Царството Небесно. И во оваа прилика би сакал да искажам искрена благодарност на иницијаторите од Црковниот одбор од село Сошани за изградба на овој мал, но прекрасен храм посветен на Свети Никола Великијскиот чудотворец. Нека Свети Никола биде наш молитвеник и заштитник пред Господа Бога, за да ни подари Господ силна и непоколеблива православна вера. Тој нека биде пример и образец на кротост и исповедување на верата. И ние да ја сочуваме и да ја очистиме, оставиме чиста и непоколеблива и на идните генерации. Секоја душа што помогнала и што одвоила средства или пак вложила труд во изградбата и украсувањето на овој свет храм, Господ поструко нека му возврати, а пред се здравје, мир, благословство во секој дом и на секоја христијанска душа. Нека е честито осветување на овој свет храм и од Бога благослов. Сега и во сите векови. Амин. Со силата на истото и слегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа, да слезе на Бога, очистиме благодейство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. Сами молиме за разрушителата и за изгонување секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Да изгонување благословување и одданово да се помолиме на Господа. За сите на кои му е помож и заштита, да се помолиме на Господа, да се просвети Исусова свестена од еднослушната Троица, да се помолиме на Господа. Господ наш да не покаже синови наследници на своето царство за биењето и појупаќање плодова, да се помолиме на Господа, да се избавиме од секаква тага непријатност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не спаси, помилуј, запази со Твојата благодат, спомнувајќи од светата пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица. Господи се Христе, Боже, на благослови, повелеме виното за Твојот свет дух, сега и секој живоречни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, на благослови, преби виното Твојот свят дух, сега на присно на веките. Великијскиот чудотворец во благословна радост на Бога, примија се сети во Твојот народ, да се вика свет зрцени. Во името на Отцот, Амин.
Слава и чест да се велико да ви Христовно Господно. Видя свещеното Твое над тебе си Имаше мерис да нация. Кои герои да мерис да нация. Помага за всички да играят.
spomeneteja. Živa bila Makedonija, majka mila spomeneteja. I živa bila Makedonija. Makedonija, ti se